Тебе те боли затоа што во полуфиналето ти одлучуваше секунда дали да ја повредиш ногата. Па тоа полуфинал со Русинот. Полуфинале. Ти практично финалето го играше повреден, така? Затоа викам стално полуфинале појако од све што постои во спортот. Зашто треба да даваш све атомски, последен атом треба да даваш све. Појако од финалето, полуфинале, да знаете, вие младите. Да. Зашто тука треба да даваш све, зашто полуфинале те осигурува еден медал. Или златно, или сребро. Те осигурува. Ако губиш, знак прашање дали ќе освоиш бронзен медал. Треба да се бориш. Уште една борба. Уште една борба. Затоа викам полуфинале беше со Русија. Добро, свесно го ризикуваше. Да, морав. И тука ме пукна мене лигаментите. Ногата. А финалето кога е? Финалете после попладне беше. Попладне, да. И што направи? И тука јас добив од лекарски, светски лекар да не излегувам. Зашто не можав. Да. И со наш ризик, Бог да го прости докторот, го врзавме со завој. Повреден? Ја има снимката. Да, го поврзавме со завој, со коленици, многу го поврзавме, да може малце вака. Те болеше? Како да не бе, не можав, разбираш, не може, разбираш ли. Ама затоа излегував ја само, викам Бог да ме помогне една акција. Ти реков пред малце, го дигнав тамо, зашто јапанците немат мост. Да. Да, разбираш ли. Само една акција барав. На Бог да ме помогне тука. Да го дигнеш. Да, ама не идеше. Го дигнав горе. Ама има една сарма што се вика во една акција и не функционираше. И така изгубив јас во финалите што ме боли. Па добро, повреден беше што. Ама јас бев прогласен. Не е мала работа. Јас бев прогласен најдобар борац во светот 88 и ова година бев прогласен борац на светот. Големи борби за да дојдеш до тука. Голема жртва прва. Тоа што денес го нема. Затоа викам, вие младите, ако не давате све, уште една го потврдам ова, ако не давате све на младост, сега вие времето давате све. Немој да се радувате. Тоа е како да почит што имаш медалите на државни, на Македонија, рекордер или балкански пионерски, или за младенци, тоа е ваш да имате воле да дојдете до овде големите резултатите. Ти си единствениот македонец со златна медал од Олимписки игри. Моментално јас сум единствен. Никој уште го нема срушено тој рекорд. За малку ќе беше Дејан, исто од Бутел, сребрениот од Олимпијада. После 35 години, после 35 години да биде една голема спортска историја на Македонија после независна. Замисли кај сме далеко од неа. И уште кажеме легенди, уште кажеме ова херој. Ние треба да се срамиме. Имаше сега Европско првенство во борење. Од 19, само двојца победи, другите по голема разлика. Наши се борат? Па наши, да, у срце на Скопје. А што функционира се од борење? Па што, да кажете. На времето беше Балканец, Бучим, овие кочанчани, какове, Лирија, кочани, значи имаше првенство. Сега има повише, алјо. Ама ще бори некој? Сега, и другите спортови земаме. Нема ништо не функционира. Нема, тука се борат, во срце на Скопје не може ни една. Губат по 10 разлика. А зашто? Зашто тоа така? Тоа значи дека не се озбилни. Ја и стану викам и на овие, и сега ќе кажувам, све криви што немаме ние и медиумите. И ние? Вие ги фалите. Ги фалите. Земат балкански игри и пионерски
И ги правите звезда ги правите. И мислите дека стварно постигна. Не ги правиме за да му дадеш малку елан, меѓутоа они го сваќаат тоа друго. Тоа е елан до тука. Они го Ама не треба да они го сваќаат, се согласувам, они го сваќаат и летнуваат веќе во звезди, но ама до кога бе? До кога? Аде кажи ми 35 години. Уште со пионери, уште со кадети. Трстера, проблемот е подлабок, знаеш, и државата нема никаква стратегија да види што, како, порано се одеа по училиштава, сега немате вие никаква стратегија. Се некој што ќе направи нешто, па еве јас гледав некна дека кај беше, не знам, дали беше некој девојче земала награда, појма неам, сакала да се бори македонка за македонка, ама нешто не можела да. Не знам како било. Ама вие правите проблеми, штипјаните. Ајде сега, па ние правиме проблеми. Што Вие правите проблеми. Не можете од тој балканец да излезете. Да, ама па видиш ли, го спомнуваш, а не знаеш историјата. Таа девојчето од Штипе, од еден друг клуб. Добра. Сега, јас, да ви кажам, ја не бев тука, ја бев надвор од Македонија. Па голема срамота, бе. Не го пишували тука. И си земала бугарски пасош. И земал бугарски, ама секој кој го направи тоа, бе. Зашто да губи сега? Затоа што министерот немал време. Не, министер сега министер нема тука проблем, ама и тој треба да заврши ова. Зашто министер за спорт треба да ги гледа овие проблемите. Ако не може агенција поранешно да го заврши ова проблема. Да. Сега ако јас сум на федерација, на пример, и не те сакам зашто си во друг клуб. Ти може да ме мрзиш мене. Така да. Ама детето, бораците не треба да го оставиш вака. И што прават овие? И го носат во Бугарија. И таа земал пасош, бугарски пасош, не го регистрираат за Македонија. И сега он се бори тука во срцето на Скопје. За Бугарија. И за Бугарија земал медал. Да. И сега овие, што прават овие? И што прават? Гордост ли е? Кажи ме, молим те, гордост ли е? Срамота е. Молим те. Срамота е, како ти кажам. Тоа е најголема срамота, бе. И после се фалат. Не треба вие да се фалите, бе. Ве молам, сварно, тоа треба да се реши. Нека најдат некој јазик, за да може девојчето да се врати. Разбираш, да може да настапа за Македонија. Да. И сега, ако ние идеме љубоморен за да уништиме бораци, тоа е лош ќе биде за сите нас. Ама еве тоа, ја реков, ја не бев тука и бев надвор и после се случува. И јас после видов да ти кажам. Затоа така зборував ти што ми викаш, гледаш и ти не си доволна. Ама ова треба да реши проблема сега и министер за спорт. За ова најжално е што никој од медиумите не пишуваат. Многу ретко пишуваат, еве гледаш дека ние некој ваму таму ќе напише сите ќутат, што е срамота. Не се да се вратиме на твојата приказна за да ја завршувам. Завршуваш со Бучим, така? Со светското првенство, односно кога станав со Олимпијада завршив, ама ја отидав доброволец да му помогнам на Бучим. Со Бучим стана светски првак, 96-та. Светски првак, 90-та и европски и светски станале. 96-та. Види се, тоа е и европски и светски, 30 години од титула има 30 години. Голема историја. Ама зашто ние не знаме да ги цениме, зашто не знаме да ги цениме? Зашто не знам, ја не можам да го сватам, верувате, не можам да го сватам. Зашто сме така една мала нација, не ги поддржуваме тие што имат, што постигнат резултати, да можат ове млади да идат по нашите кораци. Ама тука сите, види, тука сите ги имаме проблеми. Сите федерации. Остануваме сите со еден друг да нападаш, да немаш респект за тие што се старе. Разбираш ли? Сега дојде на некој нова генерација, мисле дека од тука почнува неговото светот ово. Аве има пред светот. Пред ова, за да стигнеш до ова, колку има.
За да стигнеш до оваа медаля, колку работа и труд има. Не се, сакав сосема за крај, да, тука и уште од Олимпијада помогна на Бучим, стана европски светски правак, не ги видов сега колку да делуваат медали. Мислам дека не мислам туку 30 годишнина ќе биде од освојувањето на тој европски правак, они беа први европски праваци, па потоа беше Кометол, Ѓорче Петров и така натаму. Така што тоа е што да правиме. Знаеш, порано беше, ако приметуваш, ние живееме во некоја средина која што е многу чудна. Порано не се сакаа македонци и албанци. Сега не се сакаат албанци, македонци, македонци. Ова така е испреплетено, се е некако... Ова све кој прави политиката го прави. Како ја водат политика и така се нашат и народот. Разбираш ли? Сварно, сите ние викаме политика не треба да биде мешана било кој институцион, културни, спорт, било што каде. Ама не е така. И без политика не може да функционира ни спорт, ни култура, ни ништо. Зашто политичарите ја водат ова државата. Ова помош треба од државата, треба да помогне. Така е. Ама не да биде мешано, зашто не е во твојата партија, ја не го сакам него да биде во репрезентација. И тука е многу лошо. Ако е политиката, без обзир во која политички негова фамилијата или детото, ти не треба да го уништиш. Тоа ние го правиме. Тоа е голема грешка. Стави го. Реков ја сега тие младите, ако сега не го кажуваат своето, која ќе кажува? 7 години, 10 години да губи времето, која ќе кажува? Затоа треба добро да размислиме. Имаме, ние сме нација на таленти, на млади. Страшни таленти. Да, ама не можеме тука застанеме ние. 15 години, 16 готово више. Не може да иде горе. Не проблемото затоа што татко му на овој кажал дека овој е подобар, не знам, пливач, не знам што било, нема да оди тој со најдобар резултат, ќе оди тој со оваквата. И тоа е тој македонски синдром. Ја стално сум го кажувал. Стварно, кај идам ја го кажувам било каде, го раскажам, не иде вака. Мора да биде еднаш, да се заврши ова треба. Ама изгледа тука нема крај. Како ќе дојдат, тако ќе идат, не му интересира никој за ова нација да иде просперитет. Мишо, сите идале напред. Верувајте, ако ме прашуваш од каде толку медали, толку титули, каде, да бе сум бил љубоморен. Ама љубоморен позитивен бе. Јас сакам подобро да бидам од Мишо бе, сакав. Или подобро од Хасан. Ама со работа бе. Сакам да биде подобро. Така. И ние што правиме? Види, реално сите го кажуваат. Косово за 10 години 5 медали имаат на Олимпијада бе. 5 медали имаат бе. Да не кажам Србија, Хрватска, Црна Гора. Добро, ние од независна Македонија... Има само една, имаме. Кој? Дејан. И Ибрагимов не зема медаля? Викам за македонски спортисти. И од се овие стрелци веши да тие се на специјалните... Добро, тоа е друга, разбираш ли, викам за... Само една медаля. Само една бе, и тоа норма немавме балјове. Немој бе, Мишо, молим те. Носиме дете 15 години, без ни еден ден припреми. Да. Носиме и тоа со гордост викаме, најмлад учесник. Треба да се срамите бе, алјо бе. Ти ако го носиш ти на Олимпијада, дај му припреми бе. И што е најголема катастрофа, ама слушајте и вие, добро слушајте вие што ја водите ова спортот. Не е припреми 15 дена пред да почне светско или европско. 15 дена, последне 15 дена носат припреми. Абе, после 15 дена треба да имат релакс секој спортист, алјо бе. Да. Како ти припреми ги носи? 15 дена припреми, уморен. Телото, јаде, бори се после. Треба 15 дена релакс, треба да има спортистот. Релакс. Лесни. Треба
Унапред треба да бидат припреми. И јаки припреми. Многу јаки. Да. И за да дојдеме до тука. Едно време те немаше, отиде кај тамо живееше по странство негде, па се врати назад и те користи ли некој сега? Ги користи ли некој твоите размисли? Мишо, сите ме прашуваат каде, зашто Трстена не е таму. За да бидам таму јас, треба да бидам као тие, без душа, што гледа само за себе. Да не ги спомнам зборот, вулкани зборови, што не му интересира. Ја не сум така. Ја у живот не сум бил така. Да уништам и да мислам за себе. Видиш ли ова живот што сум го направил, Голгота живот? Зашто сум направил ова? За да излегувам од сиромашно. Ние сме... И пак не ме променил пак. Ама и пак не откажав јас. Не откажав. До 88 ја не сум имал кај да спијам, Мишо. Во старата куќа. Не сум имал кај да спијам. Ало, кој интересираше за мене? За јадење имавте? Имавме. Малце по-добро имав, ама услови да имам. Како што види сега, малце, ова пред 30 години се, 25 години. Обично, видиш ли. А овие останале многу. Без труд станале милионери. Да. Без труд. Без мрдање еден мускул. И затоа они се изгубили. Не, изгубивме сите ние од оваа несериозност, не грижа, нам ни се случува и кочани, ни се случува и ова во спорт, нам ни се случува буквално, ни се случува распад. Нема полош. Еве, двојца од кочани, двојца од фамилијата Борачи загинат. Отидевме, му дадевме, ама тоа е 5 минути, ама цел живот ќе имат тие. Деца и загинале? Загинали, разбираш. Замисли сега. Тоа не е денешниот, тоа е пред 35 години такви услови. Треба, затоа викам, никој не гледа кај ги носат нашите деца. Во каде? Во мојата младост, ја не знам што е диско. Не знам да ти кажам. Ама еве сега друго време, генерација, разбираш ли, расна друго време. Па државата треба да контролира. Кај ги имат? Дали има услови во тоа да идат по 500 деца да се стават натред? Види се, тука не може да ги криваш сега само еден дел. Ние збориме за 30 години уназад. Да, затоа викам, тука треба не еднаш, за секогаш треба... Ние збориме за 30 години, последниот медал кој е земен е од Дејан и тоа благодарение на работата на неговиот тим. На двојца брача, да. Да. Без работа, вика, без работа не може. Ама тешко, вика, не опште тешко. Секој може, ама секој, како што видите, го раскажу еден дел. Од почеток многу тешко. Од почетока сиромашна, па ово. Секој може ако сака. Ама треба да знаете, без дисциплина, без услови, без воля, Бога ми, не може да идете напред. Треба сам. Тука колку години си? 19 години, Мишо. Со овој стил. Уште си исти, знаеш дека си уште исти? Не, се добро, сега не се за добро, бела коса, ама тоа е. Ова е стилот Кобра. А што е тоа Кобри? Ти Кобра, Панчев Кобра, сите се Кобри. Панчев е 90-та, јас сум од 80. Само добро се Кобри сме нешто. Да, Кобра сме, разбираш. Ама не се раѓат више. Доброто е што јас ќе те повикам, бидејќи ти повикуваш апел до младите, ја ќе те повикам тебе или ќе ги повикам надлежниви да те земат и да те користат, бидејќи и сите други кои што ние имаме еден куп барем, јас од Штип знам од Шоров до еден куп борачи што сме имале, да го вратат повторно борењето на пиедесталот, остануваш и со она, како се вика, не мируваш, даваш награди секоја година, така? Ба види се, тоа е делот што беше заврши веќе, готово.
Тоа беше респектот за сите тие што биле со мене цел живот. Добро. Подршка, морална, за све, разбираш. Веќе пола од тие веќе не се меѓу нас. Да. Тоа е респект. Дека без тие и јас нема да бев ово што сум денеска. Мислам, човекот така е, животот е врзен. Јас сум тој што сум завршил борбата у Мегдан, ама другите се тие луѓето што бил со мене, знаеш ли, врзен, што се делеле со фамилијата, со неговите деца, само да биде со нас, да бидеме, да успееме. Тоа беше респектот, златниот олимписки Оскар. Да, што еден од тие и вие бевте победник. Да, зашто знаете да ја цените, знаете да ја почитувате. Ви, поентата да дадеме подршка и двајцата. Знаете да ја почитувате, знаете трудот, да ја цените луѓето што давале за оваа нација, за оваа држава. И да испратиме една порука до другите дека не е баш така. Не може, така е. Да. Разбираш, затоа тоа е респектот. Ти благодарам многу, секој добро. Фала многу и на тебе исто вака. Благодарам. Браво. Секој добро.